Јас сум представник на Ехме Консалтинг Инвестмент, фирма која што се бави исклучиво со проекти кои што е на тема екологија, зелена енергија, транзиција на зелена енергија, кој што работи на проекти претежно на пограничните проекти помеѓу Грција, Македонија, Бугарија, Македонија и Грција, Македонија. Во овие години кои што имаме изработено доста проекти и изреализирано, највише се судруваме со проблематиката на брзата промена која што се настанува за зелена транзиција, која што се бара нови технологии, многу знаења за да се пренесат на компаниите, за да се помогне во таа зелена транзиција за намалување на загадувањето на планетата. Обично зелената транзиција е сложен процес кој што ние го работиме, затоа што се работи на загадување воздух, почва, вода, се работи за енергетска ефикасност, уштеда на електрична енергија која што можат компаниите да ја имаат, добивање на енергија со различни други алтернативи, нови технологии, иновации, кои што пред се треба да видиме во текот на брзата промена која што се наоѓа со стручна спрема, за да можеме комплетно да ги пренесеме знаењата и искуствата на компаниите кои што сакаат да имаат промена во зелената енергија. Освен тоа, мораме да водиме рачун дека треба да се пратат и законите и политичките промени во нашата земја и во земјите кои што не обкружуваат, за да можеме да знаеме кои нормативи се достапни, кои можеме да ги примениме во давање на тие консултантски услуги и помош на различни компании, општини, на заедници, на приватници кои што сакаат да придонесат за промена на нештата кои што до сега ги употребувале, треба да се направат нови технологии со нови иновации. Исто така правиме финансово истражување како може да бидат компаниите поддржани финансиски за да може да достигнат до тоа што они сакаат да го применат во зелената транзиција, за да може да имаат олеснување во нивните нови технологии на производство, нови технологии за снабдување за производство на електрична енергија, од секаков вид на транзиција кој што сакаат компаниите да ја направат. Тоа е една многу тешка задача која што може еден консултант да ја направи, заради тоа што на жалост сите компании се расположени да одат на таа зелена транзиција, али на жалост финансиите не дозволуваат да можат они да направат промена во нивните технолошки процеси кои што ги имаат сега, за да можат да се насочат на нови технологии за во нивниот развој, за да придонесат во транзицијата на зелената енергија. Видите, големи се предизвиците за кога се разговара за зелена транзиција, се големи предизвици. Значи, како консултанти ние не можеме да наудиме нешто кој што ние не го знаеме. Значи, најголем предизвик е да бидеме присутни на сите промени кои што се наоѓаат во технологии, во иновации, да можеме да имаме стручен кадар кој што го разбира и ја разбира проблематиката на таа зелена транзиција која што највише сега во Европа и во светот се оди кон тоа да биде голема промена до 2030, понатаму до 2050 веќе да имаме со законот на Европска Унија намалени загадување од карбон во атмосферата. Така да ние се трудиме тоа да го правиме со чекор на ова темпо кое што е присутно. Успеваме како фирма исто така да дадеме еден друг начин на освестување на луѓето
и да се пробуди културата кај нив, квалитетот на културата, затоа што све што ќе се направи во овој момент, ако не постои свесност кај народот и култура, нема да можеме да ги постигнеме целите кои што ги имаме. И како ние како консултанти, и како држава, и како развој на сите регионални места кои што се присутни и доста се загрозени од тие загадувања кои што на жалост е повише и кај свестот народот и културата како причина. Се стремиме колку што можеме повише да помогнеме со европските фондови, да му помогнеме на компаниите и на општините да дојдат до финансиска подршка која што ќе може да ја искористат во зелената транзиција. А како фирма ние покушаваме колку што можеме со наши настани, со присуство, да дадеме колку е голема нивната придобивка ако почна да се стремат кон промена на она што го има до сега, како нов технолошки развој и запазување на законските нормативи за загадувањето на земјата.